најскандалозните објави или обраќања на било кој политичар од Република Македонија. Мислам дека со оваа изјава он се бетонираше самиот себе си и повеќе нема што да бара во политиката. Зашто го велам ова? Ова го велам бидејќи дали со ова негово искажување сака да ги повика младите да напуштат Република Македонија. Дали они беа за животот во Македонија или за надвор од Македонија? Нивното лого е веќе утнато. Од една страна кажува дека сака да напушти Република Македонија, сака да си оди, но друга страна вели бил председател и затоа мора да остане. Ние го повикуваме си замине. Не само он, да ги собере со него сите негови сопартници да се заминат од Македонија ако не чувствуваат дека оваа држава може да оди напред и ако не си ја сакаат својата татковина. Мислам дека неговата кариера ќе биде попратена со оваа изјава. Веќе нема бегање и иако на некој начин проба да каже дека извадено му е од контекст, многу убаво можеше се слушне она што го кажа. Затоа додека се опозиција едно кажува, додека се борат во изборните кампањи едно кажува, но кога ќе ги фатат фотелите, може да видиме дека се тие први што би побегнале од тука. Или може да кажеме дека се за една пуста власт дојдени тука, или да завршат некои своји ветувања што ги имаат према некои други моќи. Може да видиме дека исто тоа го правеше и владата. Претходно го кажуваше во нивниот изборен период што све ќе исполнат, потоа видовме дека ништо не се остварува. Сега првиот човек видовме после неколку месеци сака да се одсели. Ние би му порачале да се одсели. Ако не си ја сака Република Македонија, има луѓе што ќе си ја сакаат и си ја сакаат. После аферата Рекет, излеза нова афера која што медиумите ја нарекува кеша, е поврзана со СЕЈ, односно на делење на милионски бонуси од буџетот на СЕЈ, каде што видовме дека се делени бонуси вредност од десетици па и стотици илјади евра на поединци. Како го коментирате ова трошење на народни пари? Скандалозно исто и ова е еден од може да видиме дека вака влада е власта, но и сите оние нивни привезоци. Зашто го велам ова? Бидејќи пред скоро време многу инсистира оваа гарнитура од СЈ власта да остане. Се бореа за нив. Знаете вие дека имавме доста состаноци дали да се продолжи СЈ и така натака. Или што да се прави со таа институција. Тогаш власта и сите оние што се замешани во СЈ инсистира да остане катицена. Кога се излезе првата афера, која може сите да видат што се случувало таму, кој се бил рекетиран, какви торби све со пари се земале, потоа власта се отргна од тоа решение. Потоа предлага кој било да остане. Но сепак црсто се борија за сите исто така луѓе да останат во СЈ. Сега може да видиме ова кој што го велите вие кеш, скандал со кешот, полека се тргнуваат сите и од нив. Зашто? Бидејќи таму не се знаело изгледа кој на кого плаќа, зашто се трошат пари и така натака. Скандалозно е стотици илјади евра да земаат обвинители и тоа по чудни основи. Тоа е најголемиот прекршок, бидејќи тие пари се од буџетот на Република Македонија. Многу интересно што како може никој да не примети, а тие средства доаѓаат директно од Министерството за финансии, односно од Трезорот. И тоа никој го нема приметено. Или со тие средства владата фактички на еден начин ги подкупила сите овие луѓе за да работат за една цел. А што е тоа? ВМРО да падне од власт, ВМРО да биде оцрнето, но од друга страна и притисок врз целото раководство бивше на ВМРО, но и сега во овој период со еден чуден, скандалозен начин на управување со таа институција. И мислам дека во историјата ќе биде запометена дека навистина била специјална, но ништо друго освен по делење на пари. Се делиле пари од шофер до секретарка, обвинители и дури видовме пред некој ден се делиле невидени пари за апетисани, за лишници, за оривчиња. Ова нигде го нема. И сега ќе се ги вратиме сите сликите колку СДСМ се бореше за оваа институција. Сега да ги прашаме зашто се бори. Што е причината? Дали од тие средства и други луѓе биле подмитувани или на други места биле тие средства? Сакам да ви кажам дека таа институција за жал покажа дека не само што е партиска испостава на Зоран Заев, туку се покажа дека наместо да ја тера правдата, заглавија во најголемите криминали. Полека граѓаните го гледаат. Едно време веруваа дека можеби од таа институција нешто ќе испадне, а ние постојано говоревме дека имаат
неколку причини за да обстојат, а тоа е како да гурнат ВМРО нет. И тоа многу пати сме го кажали јавно, бидејќи и самиот наш имот беше запленет и знаете што се случуваше и со какви уцени ова раководство се соочи. Зашто? За Катица Јанева повторно добија мандат. Значи, друга исто така има многу поента, голема поента, како земале средства за доверливост, а они ги изнесувале сите информации. Тоа е многу важно. По кој основ они биле доверливи кога еден куп луѓе и од власта, но и нивни блиски, знае што се случува таму, однапред знае што случаеви ќе има. И на тој начин стигаа до одредени бизнисмени, до одредени влијателни луѓе во општеството за да бидат оценувани, рекетирани и слично. Значи и самото тоа што земале они средства за доверливост и тоа паѓа во вода. Значи од скандал во скандал секој ден. Затоа оваа институција ќе остане наместо специјално срамно јавно обвинителство и затоа никогаш ни еден политичар, ни една политичка партија не треба да прифаќа хибридни решенија. И не треба на некои луѓе да им се даде толку голема мок за да одредуваат животи, судбини и слично и на крајот гледаме што се случува. Иако дури Зоран Заев неколку пати ни каже дека нема теорија да излегла од куќен притвор Катица Јанева и тоа се случи. Едно време велеше дека ако ви текнува во ДИК каде што имаше земено дополнителни средства од нивните членови, дека веднаш треба да дадат оставки. Вчера го слушаме како вели, па тоа не биле многу пари, тоа не биле јадници евра што ги зеле, не е ништо страшно. Односно повторно ги брани, но ова веќе не се брани. Не се брани и моментално, докога ќе ги видиме анкетите, преку 70% граѓаните се ептен разочарани од оваа институција, воопшто не веруваат, дури мислам дека воопшто не сакаат повеќе ни да постои. Сепак, господин Михајловски, мислам дека некој треба да преземе одговорност околу тоа. Вие како политичка партија цело време инсистиравте на тоа специјалното јавно обвинителство да даде отчет за потрошените средства во парламентот, меѓутоа владеачкото мнозинство вас секогаш ве одбиваше. Дали ќе барате се одговорност и од владеачкото мнозинство, а и од СЕО, зашто се трошени овие пари? Апсолутно, многу добро прашање, апсолутно мора да има одговорност. И не само да има одговорност, јавното обвинителство мора да истражи. Значи не е само што е ова допрен глас, веќе ги имаме сите наводи тоа што се прави, но од друга страна ги имаме доказите како легнувале средства на многу луѓе. Имам таму можеби многу луѓе што земале средства навистина за нешто што професионално го извршиле. Но тука се поставува прашањето дали многу луѓе земале средства за некој друг да ги добие тие средства, па со на тој начин биле подкупувани сведоци, не знам, и други луѓе. Мора тоа да се провери. По кој основ, зашто земале пари? Слушнавме, не знам, шоферот на Катица Јанева земал десетици илјади евра. Да не ги набројувам сите тие луѓе, да го видиме основа. Зашто земале толку средства и јавните обвинители, додека во редовното јавно обвинителство се многу помали платите. Која е причината? Или велат они главата ја ставиле во торба. Освен оваа што е торба од Луи Витон, можеби тогаш ги навредуваат и сите оние обвинители што се во редовното јавно обвинителство. Зар тие луѓе не се борат со криминал? Зар тие луѓе не треба ризик да преземат? Пак ќе кажам, ова е нешто што се случи во минатото како хибридно решение, никогаш не сме да се повтори, одговорност мора да има. Мора да има, бидејќи знаете како ВМРО последниве 4 години е постојано врз еден огромен атак од таа институција, но и од други институции од власта. Постојано како е оцрнат. Сега кога они целосно се оцрнети, немаат што да прават, но и не може да го бранат, а се уште сакаат да постои таа институција. Зашто? За да имаат алатка за прогон. Прашањето што во последно време исто така е многу актуелно, дали ова што влезе и јавното обвинителство внатре да ги проверува сите овие средства, дали има политичка позадина за да се извадат некои документи од таму. Ова е многу важно прашање, што мора да се провери. Дали има таму некои материјали што некои не сака да бидат обзнанети? Дали има некои луѓе што се заќутени таму? Дали има некој политички пазар и така натака и така. Затоа одговорност мора да биде. Можеби овој период нема да има, бидејќи се уште СДСМ се на власт, но набрзо за неколку месеци ќе се смени власта и за ова мора да има одговорност. Дали ќе побарате формирање на некаква комисија, затоа што конкретно за овој случај, ако
Основното јавно обвинителство влезе во СЈО и ги одземе сите документи. Тие како доказан материјал, вие во иднина после 12 април, ако станете извршна власт, нема да имате пристап, затоа што тие документи ќе бидат дел од истражна постапка и вие нема да имате надлежност и да имате увид. Дали ќе формирате комисија што ќе го следи целиот овој процес? Дали ќе побарате во парламент? Јас искрен ќе бидам максимално, ниту една политичка гарнитура не треба да се меша во судството. Ако сакаме да имаме добра држава, ако сакаме да имаме квалитетна држава, и во минатото, но и сега во судството нема доволно реформи. Јас сум искрен и го кажувам тоа. Сите сме соочени со голем удар од правосудството и судството. Секој коментира колку фалат реформи. Тоа е една работа. Дали ние ќе формираме специјална комисија, ние нема да формираме како Заев што стана прв човек за реформи во судството и видите што се случи. Не е тоа целта. Нас не требаат политики, како тие луѓе што работат во јавното обвинителство да имаат сигурност, да може да постапуваат и да нема мешање ниту една политичка гарнитура. Ова што го спомнавте и со анкетната комисија, тоа собрание, тоа е должност на пратениците. Нашата пратеничка група тоа го бараше. Сега гледаме причината зашто СДСМ кочеле. Многу едноставно и просто. Зашто некој од нив знаел што се случува таму. Но јавност изгледа не требало да дозна. Јас сакам и да поздравам оваа алатка што ја направи Министерството за финансии и мене ми се допаѓа. Што може да се видат сите средства во сите институции. И ја мислам дека тоа треба да продолжи во иднина. Нека биде јавно и транспарентно целосно. Така ќе знаеме што се случувало. Но од друга страна, сведоци сме дека моментално СДСМ го контролира и судството и правосудството. И тоа ќе излезе на површина. Дали ќе има комисија или не, тоа времето ќе остане со длабоки реформи, не ние прави реформи што ги имаат европските држави, со подобрување и со правење самостојност на тие луѓе да имаат своја самостојност, да имаат црст карактер и да не подлежат под никакво влијание, тоа ќе имаме стварно добра правна држава. А вака само ќе гледаме некој ефтин театар и политички поени за некој да си остане дали премиер, министер или слично. И друга работа што сакам исто да искоментирам, слушаме од првите луѓе каде што треба да прават реформи во правосудството, они се жалат од правосудството. Мислат дека се уште се опозиција. Искачаат и го обвинуваат правосудството, судството, обвинителите, колку работеле на овој или на оној начин, а забораваат дека они се власт и они треба да направат механизми за подобра работа. Затоа после 3 години повторно ќе кажам најнеспособна влада во историјата на Македонија. Зашто? Бидејќи не сакаат да работат, не знаат да работат, ниту пак ќе почнат со работа. Вие како политичка партија во последниот период излеговте со предлог по теркот на Европската народна партија да се воведе кандидат за иден мандатар. Тој мандатар, доколку ги изгуби изборите, треба да се повлече од политиката. Кој е вашиот став за ова? Дали гледаме дека откако председателот на ВМРО-ДПМН излезе со овој предлог, некако има молк неколку дена од премиерот Зоран Заев? Ова е интересна практика што ја има во европските држави и интересна како можност, но и добра е како практика да ја примениме. Се зборува за еден шпицен кандидат, односно новиот мандатар што ќе направи владата. По устав мора секој да биде тој што ќе биде кандидат за пратеник, мора да биде пратеник, но целта ни е тој што ќе победи, нека ја состави владата, но тој што ќе изгуби, ајде да видиме дали ќе се поднесе оставка. Ние мислиме дека Зоран Заев по секоја цена сака да го има утре имунитетот. И он како пратеник да се заштити самиот себе си, за се она што го направи. Но не само ни тие најблиски луѓе околу него, сигурно повторно ќе ги видиме на пратеничките листи за да имаат имунитет, за да имаат фотеле во собранието, за да може да се штитат поради сето тоа што го направи. И затоа ние велиме, ајде да излеземе со овој предлог, па да видиме кој ќе ја состави новата влада, бидејќи они се фала дека многу добро работат. Ајде да го видиме тоа и да видиме кој ќе ја состави владата. Многу честно, многу европски и ракавицата е фрлена. Но мислам дека ќе избегаат и од ова. Ова е нешто ново да го примениме во Република Македонија, а од друга страна да се види карактерот на тој што ќе биде прв човек утре што ќе прави владата. И да се направи разлика секако. Што практично значи кампањата обнова на Македонија? Кои се вашите планови доколку на 12 април ја освоите власта? Очигледно е дека последниве
3 години државава стагнира, дури и во некои параметри се уназадува. Што ќе преземете се околу тоа? Ние Имате ли започнавме план, решенија, програма да понудите? Да. Ние започнавме со оваа кампања веќе неколку месеци, ја тераме се уште, продолжуваме и во следните недели. Сакаме да направиме една нова кампања каде што сите граѓани ќе може да го кажат своето мислење, да ни дадат предлог проекти, да ни дадат предлог идеи, да ни скритикуваат, да ни кажат во кој правец да се движиме и потоа таа програма што ќе направиме утре да се прочитаат луѓето дека тоа го поднер. Односно го предложили како идеја, но и како некоја иницијатива. Веќе собравме премногу идеи, но уште продолжуваме. Има и тим, посебен тим тука во партијата, каде што ги собира идеи и заедно со комисиите почнаа да ја прават предлог програмата. Има премногу проекти и тоа во буџетски би изгледало премногу, но најдобрите проекти ние сакаме да ги избереме и утре да ги промовираме. Тие што се стратешки, тие што се капитални, но има и многу и лични барања за луѓето каде што имаат проблеми со различни институции, со администрација и слично и така натака. Како да ги подобриме работите во тој дел и од друга страна најважното нешто да биде една народна програма. Ние многу пати во минатото сме имале огромни програми и повторно ќе имаме огромна програма. И она што е најважно за брендот на ВМРО-ДПМН е она што ќе го ставиме програмата утре да го исполниме, но не само тоа. И сите оние други предизвици додека бидеме на власт да ги решаваме и вод, но и да понудиме нови решенија. Во овој буџет сега што власта го понуди, ние може да видиме еден популистички буџет и тоа сега во собрание моментално каде што се разговараат за многу работи и они велат дека ќе вложувале во човечкиот капитал. А тоа не е вложување. Они само пробуваат на некој начин поради лошите политики дополнителни средства да стават во буџетот за многу гранки, само со една цел за да им кажат на граѓаните ние ќе покачуваме плати и пензии, но не е така. Тука немате капитални проекти, немате стратешки проекти, значи чист популизам на еден месец пред техничка влада. И сите може да сватиме што е причината. Причината е поради тоа што на најважните 7-8 теми во општеството народот е многу негативно расположен према СДСМ. Сега они како да го тоа негативно расположение да го стопат во одделени сфери и одделени, можам да кажам директно гранки, пробуваат како да шприцаат пари, да качуваат плати и пензии, но и тоа нема да се случи. И го напумпаат толку буџетот што утре повторно ќе нема капитални инвестиции, ќе нема тој буџет развој, а од друга страна нема доволна економска активност во Република Македонија за да се полни буџет. Наместо ние со овој буџет да правиме нови економски програми, ние за жал гледаме дека оваа власт има чист популизам. Како вие гледате на недобивањето на датум за преговори од Европската Унија? Која е главната причина за тоа според вас што Македонија доби вето од Франција? Премиерот Заев дури изјави дека е психички уништен поради овој развој на настаните. Како го коментирате цело тоа? Премиерот е психички уништен, председателот сака да фати штрафта од држава, вака се собрале луѓе на место да водат Македонија. Јас вака ќе го коментирам се тоа. Ние однапред знаевме дека не доволно се остваруваат реформите. И тоа го кажував. Но не сакавме ние да бидеме пречка на патот кон Европската Унија, постојано да велат дека ради ВМРО-ДПМН не се добива било каква препорака. Ние во собрание сите оние закони што беа европски, што ги бараше Европската Унија, помогнав да се донесат, бидејќи тие не се за ВМРО, не се за политичките партии, се за граѓаните. Но се она што го правеше СДСМ и ветуваше и кажуваше дека направиле остана само на хартија. Ја внимателно го слушав и амбасадорот на Франција каде што тука во Република Македонија каде што кажа дека се останато на хартија и дека не треба да се фалиме и да ги кремаме очекувањата на граѓаните. Сега слушнавме дека ќе имаме нова методологија. Јас и преди едно известно време му постави прашање на еден колега од СДСМ што планираат да направат. Немаат одговор, не знаат. Еве, сега ќе ја добијат новата методологија, таа е драв, така натака, ќе видат што треба да направат, јас ве убедувам дека повторно ништо нема да направат. Не може само да чекате да ветуваат, да ми ветува меѓународниот фактор дека сте на добар пат они кои што велат, а да имате вето. Значи нешто не е во ред. Европската Унија, но и сите земји знаат за криминалот и корупцијата. Знаат дека оваа влада лаже многу.
и многу пати се излажени. И на тоа уво дека они се на прав пат, сите видовме дека не се. Затоа треба конкретни мерки. Јас често пати велам, наместо да чекаме, сега има неколку месеци што ќе поминат од недобивањето датум и ништо не се прави. Зашто не се отварат веднаш поглавијата оние што се за нас? Не мора да бидат тие официјални, но веќе институциите нека почнат да ги пременува. Таму има многу задачи што ни се дадени за секоја можна институција. Нека ги работат. Од една страна, утре побрзо ќе ги завршиме тие преговори, а од друга страна се реформи за граѓаните. Кога сме веќе кај реформите, сите оние препораки од Приве се испостави дека не се испочитувани. Плюс и сите оние гласања во собрание, оние закони со европско знаменце, увидовме дека на неколку пати тоа европско знаменце беше злоупотребено за некои закони, како што беше законот за јазици, за после Венецијанската комисија да има свој став што се коси со законот кој што е изгласан кај нас. Исто така и очигледно е дека најголемиот проблем е, најгорливиот проблем е правосудството во држава. Какво решение вие ќе понудите за ова? Не е само тој закон со европско знаменце. Тоа е силување на правото. Законите. Да, еден од законите. Ние бевме сведоци дека они поднесува закон во очи на датумот што требаше да го добиеме, закон за дроги. За марихуаната како да се извезува и слично. И тоа е класична злоупотреба. И тоа некој го гледа. Го гледа. И затоа они го вратија назад. Затоа почнуваат се на дур да прават, потоа се повлекуваат, па потоа велат дека они ќе се извинале кон граѓаните, ако виделе дека има реакција од граѓаните. А граѓаните за се почнаа да реагираат. И така треба. И така треба. Една политика не погоди. Што треба да направиме ние како ВМРО? Стратешки овие работи да ги тераме. Не од ден за ден. Зашто го прават овој закон за дроги? Зашто имаат собствен интерес? Само заради тоа. Не дека има потреба за државата нешто. Со вакви дневни политики никој нема да дојде. Ние треба сите оние работи што ќе бидат и во методологијата сега, но и сите мерки што ги ние на секој извештај имаме препораки што да направат институциите. Нека не се дреме во институции, нека се работи. Јас во минатото сум имал шанса овие работи да ги работам. Кога ќе добиете препораки директно од извештај што треба да направите веднаш, секоја институција треба да направи работна група со фокус на тие работи што се нудат, некои се полесни да се решат, некои се потешки, и да се направи целосен план државата како директно тоа да го води. Ви текнува на планот 369, остана изгледа на тројката, шестката и деветката изгледа ги заборавија. Потоа се прошири план 18. Точно така, па планот 18 никој не го виде. Не можете вие пија работка да направите за колку месеци све ќе исполните. Не е така. Тоа е лажење. Нека биде тоа во континуитет, но нека се стават сите работи една по една и народ нека ги знае. Граѓаните нека ги знаат сите оние работи што треба како држава да ги спроведеме. Некои се одлични, но некои се тешки. И навистина треба многу време. Зборам во делот на екологијата, во делот и на транспортот, има многу фондови и слично и така натака. И многу работи треба да промениме во администрацијата. Правосудството секој тоа го бара. Но имаме голем проблем со корупцијата. Затоа често пати велиме дека треба да искорениме корупцијата. Но оваа власт тоа не го прави. Они се директно првите извршители во корупција. Има многу работа, но наместо вака само да се збори, треба акционен план за сите овие работи и во заедничка соработка со делегацијата од тука, но и помош од Европската унија, можеме ние сите работи да ги истераме. Но пак ќе кажам, 3 месеци може поминаа од разочарувањата дека веќе нема да се добие ништо, и владата тоа го знаеше и претходно го креваше очекувањето. И сега граѓаните се чувствуваат и измамени и револтирани. А дали вреди се тоа за да ги лажат граѓаните, за да се створи една апатија кон луѓето и одбивност, тоа треба власта да го каже, дали е фер да се кренат толку очекувањата дека ќе бидеме толку брзо премени, а сега да сватиме дека имаме многу пацови. Можно ли одложување на изборите закажани за 12 април? Што тоа би донело доколку има одложување, затоа што увидовме неколку пати во минатото дека договорите помеѓу власта и опозицијата за власта обично е после одреден период она куку не важи народно. И какви очекувања имате доколку се одржат избори на 12 април? Јас не верувам дека ќе се одложат изборите, тоа морам јавно да го кажам.
И не знам која би била сега причината да се случи тоа, бидејќи освен ако ги гледаат редовно рейтинзите, да сватат дека по рейтинг премногу губат, па да пробуваат да бараат начин како да не идат на избори, бидејќи тоа го видовме во минатото. Ако ви текнува колку пати Заев не беше спремен за избори, бараше повторно да се ново време бараше, нови 2 месеци, 3 месеци, така натака. Друга работа што е многу важна, на таа лидерска средба се договори сите политички партии. Повеќе и Стево Пендаровски ќе го изгуби целосно легитимитетот да вика лидерски сред. Готово. Толку. Ако повторно побегнат од избори, тогаш пак ќе кажам, единствена причина е корупцијата и шансата да останат они што подолго во власт, бидејќи премногу се фатени со раците во медот и ќе пробуваат начин како да нема ниту една истрага и како да се затворат сите коруптивни нивни работи. Само тоа би биле причините. Инаку ние се спремаме за избори, анкети се подобри и подобри, но не се важни толку анкетите колку што е важно расположението на граѓаните. И дури оние неопределени граѓани што минатите избори излегли не ни даде поддршка. Се многу разочаран. Најголем дел од нив нема ни да излезат воопшто да гласат. Поради таа апатија што се случува во Македонија, им ја дале шансата на СДСМ. Толку се разочарани што се гледат. Народот веќе јавно зборува дека многу брзо ќе се смени власта. Сите тоа го знаат и се чувствува. И кој може тоа да го побие само власта, ако сака да си прави пиар работка за како да си го мотивира своето членство дека нема да изгуби. Но набрзо ќе има смена и набрзо ќе почне техничката влада. За отприлика 30 на дена започнува техничка влада каде што ние директно ќе учествуваме во таа влада и многу подобро ќе некои работи ќе се дознаат што се случувале, но од друга страна ќе имаме подобар терен за изборите каде што ВМРО убедливо ќе победи и мислам дека овој пат ќе им стане јасно на СДСМ дека не се за власт и дека најдобро време да се останат во опозиција уште многу години. Господине Мисајловски, вие како поранешен министар за транспорт и врски, да се навратиме уште еднаш на буџетот. Како го оценувате ова рекордно ниско ниво на трошење на народни пари за капитални инвестиции, кое што гледаме дека е некаде околу 36-37% заклучно со месец октомври, односно за 10 месеци потрошени се само 37%. Некако се чини дека се многу пропуштени шанси за многу проекти. Точно. И тие средства се со ребаланс поускратени, што е многу важно. Значи, и тоа што го планираат во цела година, ај што не можат никако да го исполнат, не ги кратат средствата и тој процент што останува во буџетот и тој не може да го реализира. Нема нови капитални проекти. Се она што претходно започна во времето на ВМРО ДПМН се големи проекти, крупни проекти што тежеа во економијата, што ја раздвижи економијата и не е мала работа 2 автопати да бидат изградени, да бидат пуштени и потоа вие да не превземете чекор во градежништвото со инекција за нови проекти. Ние тие проекти навистина вртеа дел од економската активност во Македонија. Сега како што може да видите, они немаат ниту 1 километар започнато. Зборам, немаат започнато проект каде што они сами го имаат ставено во програма, го имаат ставено во планот за јавни набавки, да го испроектираат, да ги обезбедат средствата, да започнат со тендери, да почнат со работа и утре да кажат еве го градиме, не мора да го завршат, дека го почнеме со градба. И не се само автопатите. Они слушам дека дел од капиталните инвестиции кажуваат граделе многу водоводи и канализации, исто тие се средства што се обезбедени во времето на ВМРО ДПМН, средства каде што секоја општина добиваше средства, они аплицираа со проекти и секоја општина за водоводи и канализации ги добиваше средства. И тоа се исто проекти кои започнаа тој период. Слушам се фалат исто така дека обезбедиле грантови во железницата. И тоа не е точно. Подписот за тие грантови од претходната гарнитура. Ние аплицираме за тие средства да се добијат. Они не знаат и повторно да ги искористат. Зборам во делот еве на железницата. Но не е тамо, не е само тоа. Ветија клинички центар, еден од најголемите можеби во Европа, еден од поголемите. И дури ветија дека декември ќе почнат со градба. Уште неколку дена останува да видиме дали они ќе почнат со камен темелни, но сите знаеме дека тоа нема да се случи. Дури кажуваат многу цифри што не се логични бидејќи никој го нема видено проектот. Дури има сомнеш дека они сакаат некој јавно-приватно партнерство со веќе договорени инвеститори или слично да почнат нешто да прават, дури да
прават и посебен закон за овакво нешто, бидејќи со сите оние постапки што се сега предвидени во закон нема шанси да стигне. Не само во овој мандат, нема каде е подземната инфраструктура, каде се сите оние дупови да се направат, каде се обезбедување на средствата и така натака и така натака. Да не зборам во Штип, болницата се прекина, неколку пати кажувам во Куманово се што се ветило, дали имаат 2-3 проекти од сето тоа што го ветиле. Ветуваа во Скопје студентски град, тоа не е мала работа да го ветиш. Тоа се сериозни средства. Ветува еден куп базени дека ќе направат. Јас не знам, ево во градот Скопје голем капитален проект што се случи. Дали имаме некоја нова универзална сала, дали имаме некој нов објект што го направи градот Скопје и сите други општини, да не ги набројувам. Тоа е таа елита на СДС. Такви се луѓето. Они сакаат да дојдат на власт за да имаат моќ, да вработуваат своји луѓе, да се фалат општеството колку се најдобри, а од друга страна никој да не ги фали и да уживаат со интриги во својата комотна положба, односно во овие, да речам, нивни фотели, каде што ќе седнат и се забораваат дека излегле од народот. И затоа ќе бидат казнети, а од друга страна ме плаши лично дека со сите овие средства што не ги планираат во буџетот за капитални инвестиции, а се фалат, дека повторно граѓаните ќе бидат излажени. Прво и основно ги нема средствата за сите оние работи што постојано велат ќе ги направиме. Повторно ги нема тие средства. Овој популистички буџет нема капитален проект, нема нови автопати, не може да видиме ништо. А најстрашно од се што задолжувањето е до немајкаде и уште имаме сознание дека сакаат да земат евроврзници, сакаат ново задолжување и така натака и така натака. Тоа значи дека не се на прав пат. Ја реков еднаш дека и утната им е трасата на нивниот пат, ама изгледа ептин им е крив пат. И не знаат кај идат, што прават, ветуваат, а забораваат дека трета година се на власт. За крај да ве прашам дали кој ќе посвојувањето на власта 12 април доколку ја освоите. Дали ќе потегнете некој процес на ревизија како се трошени парите, затоа што секоја година од година буџетот е се поголем и поголем, задолжувањата веќе достигна рекордни 5,3 милиарди, буџетот за оваа година беше 3,7, нареднава е 3,9 милиарди. Изјавија дека трасата на автопатот Охрид-Кичево е утната, после се испостави самите си се демонтира клиничкиот центар во Штип, прекината е градбата веќе 3 години. Нема авер од новиот клинички, што доколку се продолжеше по стариот проект, сега Скопјани веќе ќе има и целата држава ќе има нов модерен клинички центар. Некако велат дека вие за 11 години сте направиле 400 и кусур километри патишта, они за 2,5 години направиле 500 километри, а тие патишта, ја искрено, лично, немам видено ни еден километар од тие. Дали ќе побарате ревизија да видиме како се трошени парите? И каде се отидени? Апсолутно. Дури јас мислам дека не знам како ги ветуваат овие работи, дури мислам дека сами веруваат дека ова е сето направено. Дури еднашка слушнав многу интересни работи од различни луѓе од СДСМ, еднаш излегуваат и велат изградени се 500 километри патишта, не автопатишта, патишта. После тоа другиот ден излегуваат викаат не, 500 милиони евра се потрошени за патишта. Потоа сега делат некои флаери, они 800 километри патишта. И јас се плашам дека они веруваат во. И јавно го кажуваат дека се изградени. Но ако ги прашате да ги набројат, тогаш имаме проблем. Или ако ги прашате, они велат дека рекордери се по странски инвестиции, но ако ги прашате да ги набројат, тука има проблем. Дури еден министер за странски инвестиции беше навреден што му поставија прашање да ги каже инвестициите. До каде стигнав? До каде стигнавме, мора да има одговорност за што трошат пари и како се трошат овие средства. Они постојано велат што ВМРО трошело во минатото за градење и така натака. Да, се градеше многу. Дали сите проекти били исправни, тоа народот оценува. Затоа се доаѓа на власт, се паѓа од власт и така натака. И се учи многу во опозиција и треба да се сватат многу работи. Мене ме плаши дека овие луѓе не знаат веќе кај тераат и толку многу лажат, ја зборуваат невистината кон граѓаните и мислам дека они чувствуваат дека така е лесно да се помине на избори. Дека тоа е начинот. Ние мора да го смениме. Дури имаше порано, се сеќавам една убава замисла,
многу луѓе имаат кажано и треба да се одговара за ветување. И закон да има за такво нешто. Вие ако ветите у програма многу работи, најголемиот дел од нив мора да ги исполните. Ако не, народот е излажен, се фалат со зголемени плати, фиктивно ги зголемуваат платите. Сега компаниите и малите предпријатија мора да бркаат луѓе, но тоа не го кажува. Имаме зголемување на луѓето што сакаат да се иселат од Македонија. Зашто? Заради погубни економски политики. Дали ВМРО, ДПМ направиле доволно за да останат младите? И тоа треба да се земе во предвид. Што све треба? Веќе луѓето, морам да бидам искрен, име преку глава од политиката да се вмеша во се. И затоа и заминува. Ама од друга страна, па председателот на држава има добра патичка и ќе остане најверојатно се додека е председател, и тоа е мотивот, и сега да им каже на луѓето, мора од државна администрација да работите или да земете некоја функција, инаку сите ќе се заминат. Мора да има одговорност за сето ова, да не го набројувам чистиот воздух што ветија за неколку месеци дека ќе го исчистат, дека 500 евра плата има и што уште не. Ова ќе остане запаметено во историјата како не треба ни една политичка партија да ветува во избори она што не може да го исполни. Зборам ако стварно имате честен и искрен пристап, но ќе видат избори да видиме што сега ќе ветуваат. Можеби ќе ветат и работи што сите ќе се зачудиме. Може овој пат 200.000 денари ќе ветат за докторите плата, може ќе ветат 5.000 километри автопати, може уште 2-3 клинички центри, но и да го ветат тоа ќе чекаме во следниот мандат само да викаат ќе видат. Бидејќи во овој мандат, за жал, граѓаните не видат ништо.